Здраво живо, јас сум Димче и добредојдовте во уште едно мое видео. Овој пат ве носам да го посетиме ова прекрасно езеро кој што се наоѓа во кратер. Значи, ова е Модрото езеро, подоцна одиме да го посетиме и Црвеното езеро кој што се наоѓаат едно до друго. Замислете оваа неверојатна убавина. Ајде да одиме надоле да го видиме езерото одблиску и да ви раскажам некои легенди за ова езеро. До Модрото езеро се стасува по патека, која што е направена по самиот ќош на карпите. Како што гледате, меѓутоа е направена во цикцак форма и е права, значи многу е лесна за пешачење и многу е убава. На прв поглед изгледа страшно, меѓутоа таа е широка и многу е убава за пешачење. Иначе оваа патека е направена, некои викаат, уште во 12 век. Значи, уште од тогаш луѓето се сумнувале кон ова езеро и му оддавале почит. Па ајде да одиме надоле до самото езеро, да видиме што има доле. Кое што е едно преубаво езеро, кое што гледате, наречено е Модро поради неговата боја. Длабоко е над 100 метра и се наоѓа во кратер кој што исто така многу длабок, над 200 метра. Површината на ова езеро се менува. Некогаш е на 100 метра, некогаш на 150, во зависност од времето, од подземните води и така натаму. Но интересно за ова езеро е што ова езеро некогаш и пресушува и на езерото се создава како некоја рамна површина на која што се верува дека надпревари одржуваат вијенаците и вукодлаците, се натпреваруваат во некој вид на шумски игри. Значи има многу митолошки, мистични приказни поврзани со ова езеро, таа е една од нив, и луѓето до ден денеска, кога ќе пресуши ова езеро, ги рекреираат тие игри, односно завзимаат страни, едните се вијенаци, едните се вукодлаци и се надпреваруваат во различни игри, а последен пат играа фудбал и утакмицата меѓу вијенаците и вукодлаците заврши 2-2. Мислам дека беше наместена за да има мир во градот, затоа што градот Имоцки е поделен на луѓе кои што навиваат за вукодлаци и луѓе кои што навиваат за вијенаци. Така да мислам за да има мир во градот беше наместена утакмицата. Иначе, за ова езеро се раскажуваат и бројни приказни дека тука доаѓаат самовили или дека се слуша нивната песна. Покрај ова езеро, во близина во исто ваков кратер, се наоѓа и Модрото езеро, за кое што се верува дека нема дно и дека е поврзано со подземниот свет. Па ајде одиме да го видиме и тоа неверојатно
езеро. Јас ќе одам со ѓурење, ќе влезам во ова езеро, ќе испаднам во другото, затоа што се верува дека се поврзани. Исто така, уште една интересна работа за ова езеро е тоа неговата длабочина. Значи, измерено е 500 метра длабочина и се верува дека тоа продолжува уште надоле, односно има цела една легенда дека тоа оди се до подземниот свет и дека токму ова е пролазот во подземниот свет. Значи, овие езера се полни со мистерии, со теории и со многу интересни работи поврзани за нив, од самовили до влезови во подземен свет, до чиста природна појава. Во што верувате на вас, меѓутоа овие езери имаат неверојатна енергија и представуваат многу мистични места на овој наш Балкан. Мене ова лично ми изгледа на кратер. На огромен кратер создаден вештачки. Па ево продолжение слушнете и мојата теорија за што представуваат овие места. Че се наоѓам покрај Црвеното езеро или кратерот на Црвеното езеро. Мене на ова езеро ми е интересен кратерот затоа што е во совршено кружна форма. Иако науката тврди дека ова езеро е настанато при рушење на некоја голема пештера, јас мислам дека ова е кратер од некоја давнешна цивилизација и од некоја давнешна голема војна. Голем број од религиските книги и индиските митови укажуваат дека пред многу илјадници години на оваа планета се водела војна на небото и дека луѓето биле скриени во подземни градови додека траела таа војна. И при таа војна тие користеле големи оружја кои што оставале голем одблесок и оставале форма на печурка. Описот во индиските древни книги како Махбарата означува дека се користело нуклеарно оружје или во тие книги е опишано денешното нуклеарно оружје, значи голема светлина, голем тресок и печурка. Така да не е ништо чудно да овие кратери се токму остатоци од таа голема војна или од тие оружја што биле употребени. И во тие книги е опишано дека кога почнале тие големи војни, биле направени градови во кои што луѓето можеле да се скријат. Еден од тие градови е од токму градот во Турција, во Кападокија. Во Кападокија постои подземен град во кој што може да живеат 20.000 луѓе. Значи, зборувам за простории, зборувам за големи сали кај што се собирале, зборувам за вентилацијски отвори кои што оделе од 100 метра до горе низ карпите до површината. Значи, се работи за совршено дизајнирани и направени градови, кои што не можела тогашната цивилизација на луѓе да ги направи, морало да имале помош, што ми ја заокружува целата оваа приказна токму за овие кратери. Па така, ова видео, освен туристичкото покажување на овие видеа, ви споделувам една теорија моја за тоа дека некогаш на оваа планета постоела многу развиена цивилизација која што била избришана при со употреба на големи нуклеарни оружја. Тоа го подкрепуваат многу стари книги, многу свети книги и многу усни раскажувања на луѓе.
Ви благодарам многу што гледавте и ова видео. Се надам дека ви се допадна, ви беше интересно. Јас уживав во оваа посета. Патот до Модрото езеро беше малку тежок и до Црвеното езеро само го снимав подозгора, меѓутоа секако уживав и во двете, а вас за крај ве потсетувам, ако сте во можност да се претплатите, да станете членови, да го поддржите Сонцевор. А ви благодарам од срце, ви го посакувам секое добро и се гледаме во некое мое наредно видео. But